Многу е тешко вие да дискутирате објективно и со добра намера, ако секаде околу вас има говор на омраза. И тука е, не знам, од наша страна е, не знам, прогласување на бугарите за нацисти. И тоа не е за работи што се случувале или не се случувале во текот на Втората светска војна, туку денеска. За жал, тој наратив кој потекнува од Кремљ се проширува на цела Европа, не знам, мислам, сите европски функционери, не знам, се означуваат како такви, што знаеме дека едноставно нема врска со реалноста. Потоа, нели, тамо има тврдења кај нив, нели, за македонците како бугари и покрај јасните резултати на пописот. И во таква ситуација е многу тешко да се действува здраворазумски. Уште полошо е постоењето на тие штетни странски влијанија од недемократски странски фактори. Значи, ние имавме појава, ете баш тогаш кога беше зенитот на спорот, Русија преку своите амбасади, поточно преку профилите, официјалните профили на нивните дипломатски представништва, да манипулира на начин што би креирала раздор меѓу Македонија и Бугарија, меѓу македонците и бугарите, омраза, поделби, бес и така натаму. И тоа се правеше многу подло. Например, ние имаме многу револуционери кои што и бугарите и ние ги сметаме како своји. И сега ако ќе дојде некоја годишнина поврзана со тие револуционери, таа годишнина се честита само на едната страна. Исто имаме празници кои и ние ги славиме и они ги слават. И се случува тие празници Русија да ги, значи тие профили на дипломатски представништва да ги честитаат само на едната страна. И тоа во тој период тие честитки беа многу повеќе упатени кон нас отколку кон нив, за да се креира раздор, за да се креира премногу голем акцент на борбата против фашизмот, борбата против фашистичкиот окупатор, бугарскиот фашистички окупатор. И сега за употребување на такви термини во ситуација кога има спор, само го разгора тој спор. И тоа се прави намерно. И тоа на пресконференција во Софија бугарските новинари тоа му го рекоја на рускиот амбасадор: свесни ли сте вие што правите? Мислам се разбира, тоа сето е намерно. Сега, значи, нели, пар години подоцна, за жал се соочуваме со понекоја дезинформација. Еве од овој тип со спомнување на нацизмот, не знам, Бугарија ќе произведувала оружје за војните потреби на Европската Унија и такви работи, мислам, што немаат врска со реалноста, и со злоупотреба на термините нацисти, фашисти, кои, како што реков, не се однесуваат на нешто пред 80 години, туку сега веќе тоа директно се говори не само за Бугарија, туку и за голем број на европски функционери, дури и целата Европска Унија се означува како таква. И се разбира, мислам, тоа е бесмислено, но тоа е производ на бесот и на незадоволството што го чувствуваат, нели, нашите граѓани заради неможноста да се постигне напредок во нели, на патот кон членството во Европската Унија.